Добар ден, ученици во Училница. По предметот македонски јазик во пето одделение, на овој час ќе продолжиме да го анализираме текстот кој што на првиот, претходниот час, направивме обработка на текст. Станува збор за текстот Мојата татковина. Ќе го пронајдете во вашите книги, во вашите учебници. Што е потребно да знае ученикот кога анализира текст? Да умее да чита изразно-уметнички текстови, да врши анализа на текст преку извлекување главна мисла, односно логичка целина на логички дел од целиот текст. Да определува тема, идеја и порака, оние кои што ни ги порачува самиот автор, и овде имаме една поконкретна цел. Целта се однесува точно на текстот, односно да ја развива негова и почитува љубовта кон својата татковина. Најнапред да се потсетиме на текстот, повторно да го вежбаме нашето уметничко, убаво, течно и јасно читање. Мојата татковина. Нашата татковина е сместена во Европа, на Балканскиот полуостров. Со име древно старо, има прекрасна лика. Република Македонија се вика. Многу патишта низ неа водат. Многу патници се занале од убавините красни и станале незини обожаватели страсни. Во центарот на Балканот нашата земја ги распослала убавините своји. И не знам кога е поубава, во пролетните или во есенските бои. На исток на својата соседка Бугарија и подава рака, а и со другите да се дружи сака. Топол насмев кон југ на Грција и праќа, па на запад код Албанија поздрав испреќа. На својот северен сосед Србија се насмевнува и кон Косово погледнува. Прекрасна си татковино мила, сред Балканот гнездо што си свила. На исток стари грамадни планините штитат, на запад млади високи планините заградиле. Со зелена шамија од густи разновидни шуми, како да се забрадиле. Тивко шумолат горите и жуборат потоците. Историската приказна за твоето вековно постоење на сите генерации Вардар, без престан им ја раскажува. А за одредени периоди од твојот живот и до ден денешен се раскажува. Гордо се вее македонското црвено знаме со жолти сончеви зраци, додека звукот на државната химна се разлева низ целиот свет како пријатен мирис на пролетен цвет. Денес над Македонија грее сонцето на слободата, сонцето на мирот, меѓусебното почитување, разбирање, толеранција. Таа е татковина мила за сите луѓе што живеат во неа и во незиниот преграб нашле закрила. А како се сака татковината, се разбира со работа, со учење, со преданост искрена и честна, со игра, со песна. А како се возвишува татковината? Со запознавање на прекрасните планински, ремничарски, крајезерски предели и места, со прошетка низ неа често. Едно големо благодариме на нашата авторка, писателка Лилијана Атанасова, која напишала прекрасен поетски, со поетски уметнички зборови, еден прекрасен текст за нашата убава татковина Македонија. Јас вака го поделив текстот на 5 логички делови, од кои што јас ќе извлечам 5 логички целини. Сопрете го видеото, обидете се на овие делови да направите, да создадете ваши уметнички прекрасни реченици, кои што ќе бидат главен дел на секој од овие делови од текст. Пред да продолжиме, да ги направиме логичките целини, јас направив неколку слики кои што всушност ги представуваат овие реченици. Еве љубовта што се искажува кон нашата убава Македонија. Ова се неколкуте планини кои што ги има нашата преубава Македонија, река, преубавите езера и секако во самиот текст се зборува за играта, песната на децата, нивната трудолюбивост, упорност, учење, прошетките низ Македонија и така натаму. Истото можете да го направите и вие и да направите ваша некоја презентација во која ќе ставите слики соодветни на текстот со делови од Македонија, да составите состав за Македонија,
песничка и така натаму, и да направите на преубава презентација која ќе биде ваше патување низ убавините на Македонија. Сега да продолжиме со пронаоѓање на логичките мисли. Во првиот дел јас ја ставив реченицата Македонија е стара земја со богата историја и се наоѓа на главно место на Балканот, која представува пат за сите земји. Во вториот дел се зборува за соседите, за добрососедските односи и мојата реченица е кратка: Македонија е добрососедска земја. Во третиот дел за природните убавини, за планините, реките, потоците и мојата реченица гласи: Македонија е планинска земја, богата со многу планини кои имаат богат животински и растителен свет. Во следниот дел се зборува за возвишени цели кои што ги има Македонија. Македонија земја на толеранција, разбирање, слобода, мир кон сите, и кон соседите, и кон другите земји. Македонија земја на толеранција, соживот и меѓусебно разбирање е мојата реченица. И во последниот дел, реченицата Македонија се стака со труд, а се возвишува со познавање на нејзините убавини. Овие логички целини ќе си ги запишете во вашиот план и ќе ги наредите постапно, онака како што треба. Веројатно секогаш го правите на вашите часови по македонски јазик. Сега што не недостасува? Темата богатството и убавините на Македонија. Идејата, од што била потикната, мотивирана авторката да ја напише овој прекрасен убав текст, ова прекрасна убава творба, од љубовта, почитувањето, разбирањето и соживотот во Македонија. Пораката, што ни порачува авторката, да ги почитуваме различните култури и обичаи и да ја сакаме нашата татковина. А се мисли на какво сакање? Значи да ја познаваме, мораме да ги познаваме бар главните планини, реки, езера и односно поголемите. Не може да ја сакаме нашата татковина ако не ја познаваме. Уште еднаш да ја прочитам реченицата: да ги почитуваме различните култури и обичаи и да ја сакаме нашата татковина со полно срце, љубов и грижа. И за домашна задача можеме да ја дополниме претходната домашна што ви ја дадов во првиот час, кога ви објаснив дека можете да си најдете ваква бела карта, да ја залепите на Word документ и да си нанесете полиња на кои што ќе ги напишете по главните или поголемите нешта од убавините на Македонија. На зелените полиња јас ги запишав планините, реките и езерата. Вие можете тоа да го дополните и секако во другиот дел од домашната задача се однесува на различните генерации иста љубов. Ова истото го имате во вашиот учебник, ама сега малку да го пообјасниме. Што значи за вас татковината? Им поставувате прашање на неколку дечиња од вашата околина и неколку возрастни. Откако тие ќе дадат своји коментари, еве овде во овие полиња, ќе ги забележите нивните коментари, може би се кратки, може би се подолги, и ќе имате една убава забелешка, дека тоа представува истражувачка активност, односно вие преку истражување, преку разговор, дознавате за мислите на луѓето, за тоа што тие мислат за својата татковина. Потоа можете да напишете состав или песна за нашата татковина и на тој начин да ја искажете уште повеќе љубовта кон нашата татковина. Откако ќе ги имате сите овие три вида на домашна задача, потоа можете да ги залепите на PowerPoint презентација, да ги дополните со слики од интернет, со одредени текстови кои што се соодветни на сликите и да направите прекрасно видео кое што ќе биде еден убав патоказ, една убава прошетка, односно ваша прошетка низ Македонија. Ве благодарам на вниманието. Се гледаме на некој следен час.